Аргумент плюс, добро вечер. Вечерва Аргумент плюс за правото и правдата преку случајот на Артан Груби. На оваа тема разговарам со Миле Бошњаковски, консултант за стратегиски комуникации, но воедно нели наш поранешен колега, поранешен портпарол во влада, во кабинет на председател, секако човек кој ги следи и анализира нели и политичките и општествените состојби во земјава. Миле, вака бурни се реакциите, многу се менуваат од момент во момент, различни образложенија, како Артан Груби по 14 месечно, мислам, бегство, заврши во домашен притвор, наместо во затворски, така натаму. Најбака, една поента од овој случај, например, што паѓа во очи, како го исперцепира, како го доживее вака пред се да речем и комуниколошки, ама и новинарски. Добро вечер, благодарам на поканата, за поканата. Има две компоненти, би рекол, два елемента кои што мене ми оставија такав печаток. Првиот е мерката притвор и начинот на кој што се практицира во Македонија. За жал, ова остана од некои времиња во кој што самата мерка ја доживуваме како еден вид политички надпревар. Луѓе влегуваат, па за нив се пишува, се заборава на презумпција на невиност и на еден цел сплет на околности. Реално политички мерката притвор е политички злоупотребена во историјата на нашата држава долго време наназад. И тоа ни го нотираат од Европската комисија во извештаите што ги имаме и од други извештаи за човековите права, дека кај нас притворот е форма на казнена мерка. Токму така. Токму поради овој момент не можеме да направиме објективна анализа дали мерката, дали тоа што ја повлекува мерката изречена притвор за Артан Груби, ја заменија со куќен притвор, има објективна тежина од аспект на судство или е, како што зборуваат мнозинството, политички договор. Можеме да шпекулираме дали треба, не знам, но без разлика на ова, сакам да кажам дека адвокатската фела го даде тој одговор. Се јавија голем дел од адвокати кои што кажа дека системот кој што се практицирал пред 2-3 дена, они ќе се борат и ќе се заложуваат да биде да се продолжи да се практицира. Сакам да кажам, воспоставената пракса дека човекот оди во притвор и готово етикетата е има, тој е виновен, тој е крив и така натаму, па ќе се оцрнува по медиуми за политичка потреба на едните или другите, треба да прекине. Тоа го кажува адвокатската фела. Меѓутоа, во овој случај прашање е дали токму сега? Да, сега. И зошто? Сега токму тоа сакав да го кажам, ние ова е вовет кој го генерализираме, бидејќи ние се изнагледавме на вакви случаи каде што во притвор се носеа луѓе и со месеци и надвор од законот, без покринато обвинение во законски рокови, лежеа и потоа ги добиваат или предметите на судот во Страсбург, за кои што повторно ние бараме плаќаме одштети. Сега овдека зборуваме малку за високо профилен случај, еве ќе одиме едно по едно. Ајде најпрво зборуваме за човек кој од партиската говорница на владеачката партија е наречен бегалец. И од јавноста, и де факто, и до јуре беше бегалец. Во моментот кога ја премина границата и потоа за него судот имаше распишана меѓународна потерница. Тоа е, значи, човек, и тоа е едно од поентите, што е баран со меѓународна потерница, човек за кој што имаше веќе мерка ефективен притвор пред да избега или откако што избега, како беше нели процедурата, и сега ние овој високо профилен човек, за кој што слушаме, да не речам 2 години, 7 години од партиски говорници, дека е најголемиот криминалец, дека ќе одговара, се враќа и завршува во домашен притвор. Сега ајде малку овој случај да го изолираме од ова една вкупна оценка, нели? Токму тука е таа разлика помеѓу право и правдина. Не случајно и така почнав, за правото и правдата, бидејќи се различни. Така, сега, ова се што го кажа, се е така, со тоа што? Во правото, доколку не постои обвинителен акт и започнато рочиште, Артан Груби нема направено ново кривично дело со неговото напуштање на Македонија или бегство, како што го
нарекуваме. Добро, не е кривично дело кога некој се бара со меѓународна Не. потерница, тој не е бегалец. Доколку тоа се случи во тек на истрага, како што е во конкретниот случај, не. А тоа значи дека сите за кои покрената истрага, па тогаш зошто ги велиме тоа бегалци? може да биде ново кривично дело само во случај доколку се докаже обвинителството дека доколку човекот додека бил во бегство влијал на сведоци на било каков начин за конкретни само во тој случај. Во овој случај отежнувачка околност за одредување на мерка притвор дефинитивно е моментот што беше бил во бегство 14 месеци, меѓутоа не е ново кривично дело. Да, тоа значи дека сите за кои се поднеси, например, кривични пријави во моментов, за кои тече истрага, но нема покренат обвинителен акт, можат да ја напуштат државата и уште малку ќе треба нели да му се извиниме на Артан Груби, бидејќи овие година и 4 месеци ние човекот го нарекувавме бегалец од лицето на правдата. Постоја анализи кои што го укажува ова уште моментот кога се случуваше, да се подсетиме професорот, универзитетскиот професор Калајџиев. Значи, многу јасно и експлицитно ги посочуваше сите овие работи. И тоа е тој наратив кој што го зборевме на почетокот. Употребната вредност за постигнување политичка цел. Дискредитација наспроти политичко профитирање. Во соопштението на обвинителството, кога во понеделникот беше соопштено, или кога се врати, во обвинителството беше на распит некој 5-6 часа, 4-5 часа, кратко траеше престојот во кривичен, каде што се прифати предлогот на обвинителството. Во тоа соопштение на обвинителството се вели поради информации од безбедносно загрозување, добиени од АНБ и добиени од Министерството за внатрешни, се определува оваа мерка што ја предложи повторно потенциран обвинителството. Никаде во соопштението, например, не стоеше дека лицето тоа и тоа кое беше во бегство подолг период, тоа не е важно. Не е нотирано и не е важно очигледно за нив, иако би требало да биде. Би требало, бидејќи е и покрај тоа што нема сторено ново кривично дело, тоа е отежнувачка околност, бидејќи Па не може да стори тука кривично дело. Недостапен. Ама Бошњаковски кај да стори, па тој не беше тука во Македонија за го стори Може, кривичното дело имаш, или влијание на сведоци имаш така натаму. интернет, имаш телефон, има начини како да го направиш тоа, доколку сакаш да го направиш. Меѓутоа, факт е дека многу работи тука се нејасни. Останува таа воспоставена пракса која што ја знаеме дека е буквално прекршена. Значи, тоа што го очекувавме, што е, да речеме, нормално во ненормалното однесување во нашето правосудство, односно злоупотребата на таа мерка притвор, никој не можеш да претпостави дека ќе се случи тоа што се случи, така што обвинителството треба да го даде одговорот на прашањата за тие безбедносни проценки и самите институции веројатно треба да го дадат одговорот на тие прашања, имајќи во предвид дека доколку не грешам, имаме и формални и официјални изјави од директорот на затворот дека безбедноста во институцијата која што тој ја представува е на највисоко можно ниво и дека во ниту еден момент не посочил ниту тој како одговорно лице кое што раководи со таа институција дека постои одредена вид безбедносна пречка за некој да престојува таму. Прави се вака комуникацијски да прашам едноставно, тогаш на што сведочат граѓаните, на каква нарација, ако например ние го имаме Петрушевски од седиштето на ВМРО ДПМН, тоа е партија на премиерот Христијан Мицковски. Значи тоа е партиска говорница на владеачката партија. И денеска и вчера пресови Артан Груби е во куќен притвор бидејќи вака постапува обвинителството на Зоран Заев и на претходната влада. Ова е последица дека обвинителството се уште е заробено. Две работи тука сакам да потенцираме. Ајде, првата институционално. Обвинителството вели ваквата одлука, предлог мерка за домашен притвор е врз основа на добиени информации и допис од ДАНБ и од Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа се две клучни безбедносни институции, при што МВР е извршна власт. До овој момент, од ДАНБ нема демант. Од МВР има куса образложенија. Обвинителството ги доби сите неопходни и потребни информации поврзани со овој случај.
Сакам да речам, обвинителството се повикува дека постапува по насока и информација на извршната власт. Безбедносно. Што не го спориме како момент. Сега како слушаме, комуникацијски од една страна, легалистички ако навлеземе, како е дојдено до мерката куќен притвор, гледаме дека тука влијание има и проценка на извршна власт. А од друга страна слушаме партиски, Петрушевски вели, не, ова е обвинителството на претходната влада. Овие работи, двете, значи, не сакам да го употребам зборот манипулација, но не ја склопуваат вистината за овој високопрофилен случај. Политичките комуникации и на ВМРО-ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз се идентични во моментов. Значи, многу добро знаат што се случува. Но, нивната комуникација е насочена кон нивното гласачко тело. Они не се обидуваат да искомуницираат кон, да кажеме, гласачкото тело кое што е неопределено и кое што бара плюс информација. Што се случува? И сега реални да бидеме. Ниту едната партија, ниту другата партија, тоа не име во интерес. Они си имаат своји политики зацртани, свое гласачко тело и тераат по тој правец. Мене доколку ме прашувате, погрешно, како комуниколог. Апсолутно погрешно. Значи они поранишни луѓе што лежеа за 27 април го пишуваат тоа Бошњаковски него. Тоа е, а не тоа е. Значи они свесно комуникацијата ја следуваат. Сега ќе употребам еден тежок збор, меѓутоа не го мислам во историска смисла, ќе го употребам зборот пропаганда. Меѓутоа не го употребувам уште еднаш во историска смисла, меѓутоа таа е пропаганда кон сопственото гласачко тело. Овие се криви што беа. Аха, вие 2 години сте на власт, вие сте криви. Значи, не одат понатаму од тоа, не објаснуваат ова што го зборевме претходно. Па да се потсетиме какви случај ние имавме на аеродром Петровец, да не го именуваме, познат скопски адвокат, за кој што го знаеме во Скопје, одличен човек, пријател со многу луѓе, во некаде 2012-13 човекот им јавил, доаѓам, бил некаде на одмор беше, ако дали се сеќаваш какво тоа беше приведување со специјалци, па носење во притвор. Значи, тоа е таа воспоставена пракса и тие се тие очекувања од луѓето. Добро. Не амнестираме никого. Знаете што, Бошњаковски, пак се локализирам конкретно на Груби, бидејќи 7 години ние слушаме следна нарација. Груби стои за криминал од епски размери. Груби е инволвиран со криминал од историски размери. Зборуваме за Бехтел и НК. Тоа е најскапиот проект на Македонија, што го турка. Државна лотарија секој ден пресоди за криминалот, предводен од Дуи и од Артан Груби. Тоа се нарекува во комуникациите кредибилитет. Значи, информациите кои што ги споделувале, ќе видиме какви ќе бидат наскоро, кога обвинителството ќе го покаже, ќе го направи обвинителниот акт. Дали обвинителниот акт ќе ги подкрепи сите овие информации на суд? Обвинителен акт кој во моментот го немаме, разговаравме пред почетокот на емисијата, Груби значи има кривична прија, тој е второособничен после директорот на Државна лотарија за проневера во служба. Затоа му се однесува кривичната пријава и сега ние некоја рамка кога ставивме, мислам дека од 3 месеци до 3 години или од пола година до 3 години му се... Значи во моментот во истрага обвинителството, истрагата ја води според 354, како што кажа член, став 3. Сега. Обвинителството за да го направи овој обвинителен акт, да остане истиот, значи член 354, став 3, треба да биде подготвено да докаже на суд дека и за он да биде обвинет по овој став, нели? Дека Артан Груби да докаже дека има директна конекција помеѓу финансиските проневери кои што се случуваат во лотарија, дека он лично или луѓе, претпоставам, блиски на него, кои што може да ги поврза семејно, имал директна корист. Меѓутоа,
кога не се случи, нели, имаме куќен притвор, за мене вистински ќе биде ова, ќе можеме да анализираме понатаму како ќе се движат работите кога ќе го видиме обвинителниот акт. Дали ќе останат на став 3 или ќе одат на некоја пониска. Сега во овој корпус на одговори кај што анализиравме постапување и непостапување на институции, денеска да кажам реагираше издружение на обвинители, да не се злоупотребуваат обвинителите нивните одлуки за дневно политички цели, да не се коментираат, па имавме и мислам од судски совет реагираше да го образложи постапката на судија на претходна постапка во кривичен суд, дека тој мора да постапува во однос на мерки кои се предложени од страна на обвинителството, не може да оди надвор од тоа. И ја имаме, нели, ја спомнавме изјавата на Утковски, директорот на затвор, кој до последен момент останува на ставот дека притворското оделение во Шутка е безбедно, дека е гарантирана безбедност и дека до овој момент од него никој не побарал, никој вели АНБ и МВР ги потенцира информација или дошле на терен или побарале информација за можна загрозена безбедност, па сега имаме ситуација, нели, Артан Груби, освен тоа и семејството 24 часа го обезбедува полиција, тоа е трошок, нели, на трошок на државата, тоа не е куќен притвор со, нели, посетување според протоколи, туку 24 часовно обезбедување на државен трошок. Тоа беше правниот дел. Сега прашањето е логично, ако Артан Груби си го викавме ние бегалец, бидејќи само имаше распишано по терница и само што не беше тука во тек на истрага, така, што вам Артан Груби не го направи порано, или прашањето е зашто па воопшто избега? Ако е волку вака, се едноставно. Па не би можел да го дам, би бил, нели, тој одговор хипотетички, не знаеме што се случувало, како се случувало. Меѓутоа, доколку погледнеме како се поставени сите работи, очигледно и предпоставката е дека може би постоеле некои очекувања. Веројатно на политичко ниво, нели, се наближува избори локални, имаше најави дека после тие локални многу брзо ќе има предвремени парламентарни кои што ќе променат сликата на владеачката коалиција. Па не се промени ништо. Тоа не се случи, не се. Така што го имаме овој развој на настаните кој што го имаме денес. Врз основа на ова ние можеме да правиме нови анализи, меѓутоа во моментов јас немам влезни доволно квалитетни информации за да дам квалитетен и добар одговор на ова прашање. Сега само велеве партиски, они вака си се поексплицитни, ние ајде како јавност ке маневрираме, ке се воздржуваме, ке преоценуваме и оценуваме, сега само вели ова е доказ дека има договор ДУИ ВМРО ДПМН е потврда дека има. ВМРО вели ке видите сега Артан Груби кој се ќе повлече со себе во идниот период. Значи се препознава оваа политика. Политиката има, веројатно ќе ја читаме наскоро, има веќе неофицијални информации за високи поранешни владини функционери дека ќе бидат повлечени и со овој предмет за државна лотарија преку нели изјавите, делувањето, сведочењето на групи. Но ајде, тоа ќе ни го покаже времето. Понеделникот еден колега, мислам, постави прашање додека го изнесува од обвинителство, зошто се вративте? Па дел од јавноста малку се подсмеваше, ама навистина логично е прашањето, зошто сега се вративте? Зошто не пред 5 месеци? Зошто сега? Значи, не е баш празно прашањето, како што мисли јавноста. Не. Воопшто не. Не, тука очигледно постои проценка дека сега е вистинскиот момент, сега има можност. Некаква можност, некаков договор. Некаква можност. Тоа е спекулациите во таа насока, дека постои политички договор позади ова. Дали постои, ќе видиме. Меѓутоа, мора да се направи разлика помеѓу процесот судски како таков и тука може би несвојствено за многумина во оваа земја, меѓутоа јас не мислам дека нашето правосудство е толку лошо, да бидам искрен. Сега како, нели, кој значи, дека 2% дека постои тој политички притисок, постои со години назад, тоа е јасно. Меѓутоа имаме таму врвни професионалци кои што си ја знаат работата. Проблемот е што едноставно системот е таков. Кој може да очекува дека републички јавен обвинител ќе биде независен кога него буквално го бира политичка влада? Таа политичка влада го црпи кредибилитетот и легитимитетот од избори, над 500.000 луѓе гласале.
Ама не, да не го забораваме претходниот филтер, мислењата Исто. на Советот на обвинители, Исто, што ги дава точно, филтерот се тие. меѓутоа тоа е пластелин, тој филтер. Даваме позитивно мислење, може да дадат за сите, во случајов дадоа за 4 кандидати, четири од едниот беше пет. елиминиран веднаш од премиерот. И они се окей. Меѓутоа тоа не знам, според. Да, ама пак доаѓа поентата кај обвинителите, кај самата фела доаѓа поентата. Точно. Не кај владата, пак Точно. поентата е кај нив. Одлуката е кај нив, филтерот е кај нив, реакцијата е кај нив. Не е возможно да се избере републички јавен обвинител во Македонија во постојниве услови институционални и да биде независен без разлика на неговиот квалитет. Не постои. Тоа е политичка одлука и крај. Значи владата од тие четворица ќе избере кој да биде. Пак овој случај Бошњаковски ќе оставиме во тој корпус. Сега ние во моментов сме во процес на тој набирање на јавен Да, за тоа и го републички спомнав. јавен обвинител. Веќе мислам дека тоа мислење од Советот е стасано во владата. Владата треба да го каже меѓу трите кандидати, бидејќи Ристовска мислам дека беше веднаш елиминирана од премиерот. Правосудството велиш не е баш така. Со 2%, мене ми е нелогично ова што го говориш врз основа на што. Јас сега не зборувам за исклучоците, ама за постапување во вакви случаи. Сметам дека севкупните состојби се 2%, да бидам појасен. Значи правосудството не можам да го издвојам од сите други системски, бидејќи реално бев внатре во државната апаратура, бев во институциите, видов како функционира, односно некои работи не функционираат и покрај имање и добра волја и желба и се. Сакам да кажам, системот е цел. Не можеш да го издвоиш ти правосудството, кога има предуслови кои што не се исполнети за едноставно тоа да биде така. Висока корупција. Па ние како држава до сега имаме премиер кој што бил судски гонет, па избегал, нели. Имавме влада, зборам за претходната влада, не за пред 2024, ние имаме двајца генерални секретари на влада, Кои завршија на суд во процеси. Точно и така. со пресуди. Точно така. Па тоа не е ли борба против висока корупција? Е борба. Има пресуда, има. Некој е виновен, некој не е виновен. Сакам да кажам, имаме министер за внатрешни работи кој што одлежа затворска казна. Значи, таа борба против висока корупција постои. Меѓутоа, корупцијата продолжува да постои. Значи, вината не е само кај правосудството, сакам да кажам, вината е во севкупниот нефункционалност на системот. Но Миле, механизмите за правичност, не само за правда, туку за правичност, механизмите за делување, за одлуките се во правосудниот систем. Во она обвинителство што ќе собере доказите, што значи ќе го конципира обвинителниот акт, во одлуките на судиите. Значи ние знаеме и во дел од случаите на СЈО како беа држани во фиока, не видовме Белден за дел од нив, да дознаеме вистината, не за да ги видиме виновниците, да видиме можеби некој е невин. Дали ме разбирате? Целиот тој контекст на правосудство. Имаше идеи за обвинител од опозицијски редови и она остана така да ни виси ветингот на судството, проветрување на судството преку ветинг. Може ли таму да гледаме системски решенија? Ова све сега што гледаме, поставување, назначување на јавен обвинител, на скопско обвинителство, на подрачни други обвинителства, па членови во судски совет, на едни истекува мандатот, други не сведочиме на системско решение. Точно. Тоа е истото што го зборевме пред малку. Во однос на ова концептот, идејата за ветинг. Ветингот. Политичките субјекти, баш се сеќавам во еден момент тука имаше поклопување дека тоа треба да се случи во Македонија. Одредени политички субјекти дори тоа го има и на агендата као кампања. Ветување. Дека ќе се направи, дека мора да го направиме и така натаму. Во еден момент сигналите кои што кои што пристигнуваа од Европската унија, бидејќи исклучително се заинтересирани за реформите во правосудството,
ова го сведочам во прво лице, бидејќи бев сведок на тоа. Ами не го сокриваат тоа како Беа момент. малку стрпете се со ветингот. Приказната во Албанија не испадна како што треба да испадне. Албанија во еден момент имаше направено ветинг криза. и во еден момент постои институционален застој во Албанија, не можеа ни уставен суд да профункционира, Да ни уставна криза врховен. има, се соочија. Сега, дали таа проценка тогаш била точна, бидејќи во моментов Албанија ја има надминато таа криза, не знам какви се состојбите, што значи дали може би требало повеќе време да се види дали тој ветинг сепак дал резултати. Меѓутоа, знам дека ние, како држава, во тој момент прикочивме со идејата околу ветинг, бидејќи мале бројот на суди, мале бројот на луѓе кои што работат во таа фела, така што тоа е приказната со ветингот кај нас. А друга е прашањето финансирањето на обвинителството, мислам на правосудството воопшто, еве сега со ова предлог на ВМРО за намалување на плати, мислам дека се опатени и судиите и обвинителите за да се намалат платите, нели како баланс за да не се зголеми минималната плата, некоја против тежа во собранието се одлучува. Доколку ги нарекуваме трета власт, а според уставот се, ја немам лично никаква дилема дека треба да имаат независен буџет. Би отишол и подалеку од ова што го кажувам, меѓутоа ова е само моje мислење, јас сум сепак експерт за комуникации. Да. И мислам дека повеќе институции во државата не смеат ни подразно да имаат буџетска поврзаност и зависност од владата. Тука сакам да кажам и сите агенции што се регулаторни тела треба да имаат свој сопствен независен буџет и најважната институција веројатно тоа е кабинетот на претседателот на државата. Мора да има независен буџет кој што не е поврзан во зависност да биде од Министерството за финансии. Комплексна е оваа тема, но секако кога се зборуваме конкретно за правосудството, нели си ги сметаме нив за дел од тие буџетари како ги велиме, јавни финансии, таму се инектираат и од тоа зависат и вработување, и кадровски решенија и сето тоа внатре. Мора да привршуваме, сакам да прашам околу евроинтеграциите, Албанија спомнавме, мислам дека е готово, таа си ги затвара преговарачките ги затвара и поглавја. оди добро. Веќе нешто мај се очекува таму, некој исчекор да се направи овој мај за Албанија. Сега нашето последно нешто што еве ни дава некој нов бран на надежен или тоа влез без на право на масата глас. без право на глас заедно со Украина на брза лента. Еве повторно слична ситуација, суштински како Артан Груби состојбата. Имаше, се сеќавам, во 2021 или 2020 се објави како балон беше тоа во медиумите, пердови се расфрлаа. Нас сакале да не внесат во Европската економска заедница, како Норвешка, Швајцарија, да имаме таков договор. И имаше и Совет за безбедност, па се собраа сите политички субјекти, поканети беа и опозицијските партии, тогаш господинот Мицковски беше председател на ВМРО ДПМН. Се сеќавам, имаше соопштение каде што целиот државен врв на Македонија се согласи дека ние сакаме или членство или ништо друго. Значи остануваме на патот дека сакаме full membership во Европска унија и сега имаме повторна епизода на таа приказна, меѓутоа овој пат народот очигледно гледа јавноста дека сме застанати и вика, па што да не, па ова е добро. Па да, меѓутоа ти не си Норвешка, тоа е тоа што повторно заборават некој да му го каже, да и го каже на јавноста. За да го имаш тој бенефит од Европската економска заедница, да бидеш таму член, ти мораш да ги споделуваш, да ги имаш истите капацитети, институционални, економски, граници и се останато. Значи тоа не е, еј сакам таму, не мора ваму. Сега, овој другиот сегмент, влез без право на глас, видете, и тоа нема да оди така брзо, доколку има политичка волја во Брисел, се дискутира на таа тема долго време. 2027 се заврши како нема теорија. Како прашање сега, ние немаме премногу веќе време за Како Европската унија ќе ги измени основачките документи? Како? Па добре, како за Украина, така и ние во тој цел пакет. Не е возможно. Технички тоа е невозможно. Имаш добра волја, сакаш да го направиш, да, меѓутоа, ти да ги смениш основачките документи, па дека ќе имаш нов вид на членство,
без право на глас, тоа повлекува администрација и сериозна работа која што технички е невозможно да се одработи. Бугарија повторно, нели, веќе хронично е во таа некоја политичка криза, е предвремени избори, поранешниот председател Радев еве пак имаше денови вчера завчера некоја изјава, вели да, ја сакаме Македонија во Европска унија, уставните измени. Сега кога ќе го поставам веќе ова прашање, дури ми е дегутантно и не се чувствувам убаво кога ќе прашам што ќе правиме сега со уставните измени, што треба да направиме, веќе имам чувство дека овој процес повеќе не е жив, ова што ние го говориме. Не. Уставни измени, дека повеќе... Јас во ситуацијава повторно би направил еден краток осврт на политичката позиција во која што ние се наоѓаме. Велам политичката, внатрешна и надворешна, и сметам дека тука се многу јасни работите. Владачката коалиција, владата укажуваат дека без цврсти и јасни гаранции, јас не знам доколку некој ме праша што тоа би било, на вистина не знам. Да, и други анализираат дека треба да ја дефинираме таа позиција, што ни значат тие гаранции. Ние нема да ги направиме уставните промени. Дали на некој, дали мене ми се допаѓа, тебе на било кој оваа позиција, тоа е ирелевантно. Тоа е позицијата на Македонија во моментов и тука очигледно дека нема отстапки по ниту еден основ. Исто ја знаеме позицијата на Бугарија и они не отстапуваат по ниту еден основ, така што кога велиш дека тој процес е мртов, да, нема дури ни стагнација, нема стагнација, пак некој вид движење. Да. Барем уместо стоиш, сега ние не стоиме уместо, тој процес едноставно не постои како таков. Да, дај Боже да грешим, бидејќи се види дека има некоја активна заднинска дипломатија далеко од очите на јавноста што се случува, така посакуваме да има, да има некој придвижување, да се одржуваат во живот тие односи за да не го ставиме ад акта целиот овој процес. Формален диалог не постои. Поминавме низ овие премрежја за ЕУ, дадовме, кичма не виткаме и навистина дадовме многу од нашите атрибути, државност и достоинство и така натаму, за возврат еве каде сме. Сега, нели, Албанија дури е пред нас, да не кажеме еве и Косово. Имаше една, пред месец-два, мислам на почетокот од годинава на Societas Civilis истражување, анкета, 71% од граѓаните поддржуваат членство на Македонија во Европска унија. Ова го кажувам дека оној евроскептицизам што досега го коментиравме, веќе се менува таа слика, граѓанството наше сепак ја чувствува припадноста кон Европската унија, сака Европската унија, но кога го прашав, мислам Трошановски беше во студиото, што е мотивот да се крене? Сепак тоа е стравот од оваа геополитика и поради тој страв ние се обидуваме да најдеме негде нашата припадност, а тоа е сепак Европската унија. 30 години сите македонски влади одат во тој правец и се сруши, значи ние паднавме под 50% доверба кон Европската унија во одреден период. Токму поради ова чувство на изиграност и излаженост, манипулација од страна на европските бирократи. Моje мислење е дека повеќето граѓани кога ќе им кажеш членство во Европска унија и така натаму, перцепцијата им е наслов. Значи они ставаат знак равенство кон подобар живот, економски. Мислам дека тоа е тој Павлов рефлекс кој што се случува кај мнозинството на јавност. Ако сме во Европска унија ќе бидеме на подобра позиција. Еве гледате ги бугарите, каде беа они, каде бевме ние. Сега кога одиме во Софија гледаме платите им се подобри и така натаму, и мислам дека во таа насока оди перцепцијата на јавноста кога ги прашуваат дали сте за членство во Европската унија. Примарниот мотив за кој што кажуваат да, се враќаат, го надминуваат оној, тоа е економската стабилност, желбата за подобар живот. Мислам дека вредностите кои што културно, општествено и социјално ги носи Европската унија на многумина наши сограѓани не им се баш прифатливи. И најелементарното се дише чист воздух, немаат во центар на град или на 2 километри од центарот, например, компанија од тешката индустрија и се достоинствени патници во јавниот превоз. Најелементарното да го кажем. Или ги спомнавме Република Бугарија. Колку години веќе немаат политичка влада.
пријатели кои што работат таму ми укажуваат дека најстабилни институции имале во последниве години кога немаат политичка влада, тоа се должи на реформите кои што ги имаат направено во круцијални делови од општествената структура, поврзани со членството во Европската Унија. И тој апарат цитира и си функционира без разлика на тоа што се случува во ешалоните на политиките. Миле Бошњаковски, благодарам. Благодарам на вас. Почитувани, тука завршува Аргумент Плюс, од мене пријатно.